Дали сте слушнале за италијанскиот благородник и генерал на австриската војска Енеа Силвио Пиколомини, кој е познат во македонската историја како човекот одговорен за палењето на Скопје во 1689 година, во време кога градот го зафатила епидемија на колера. Генерал Пиколомини наредил Скопје да се запали, за да се сопре епидемијата. Скопје било запалено на 25. октомври 1689 година и горело цели 2 дена. Дотемел тогаш изгореле голем број куќи и дуќани, но епидемијата не застанала. Дори и самиот генерал Пиколомини се заразил од чума и набрзо умрел. Тој го има напишано следново за Скопје. Скопје е простран град, не многу помал од Прага или колку неа. Го најдов напуштен, без скапоцености, но богато снабден со продукти. Малкуте луѓе што останале, исплашени врват по улиците. Жал ми е што зградите, какви што досега не сум видел, џамиите од најубав мермер со украси од злато, на кои во Рим би им посветиле внимание, убавите старини и градини, сите морам да ги предадам на пламенот на огнот. Дали сте слушнале за неолитската населба кај тетовското село Стенче, наречена Тумба под село? Овој археолошки локалитет се наоѓа на левиот брег на реката Вардар. Со истражувања се откриени културни слоеви од раниот, средниот и доцниот неолит. Материјалната култура се одликува со карактеристична керамика, сликана со бела и кафеава боја и со богата култна пластика, жртвеници од типот на големата мајка. Наоѓалиштето Тумба под село припаѓа на Анзабегово, вршничката културна група. Дали знаете дека турбето на Ашик Челеби се наоѓа на самиот врв на ридот Газибаба, каде е погребан еден од првите османлиски литерати и поети Ашик Челеби. Старото турбе изгорело кон крајот на 19 век, но подоцна е изградено нова од страна на Хаџи Галиб бек. Новото турбе било осумстрано, типот на затворени турбиња со купола. За време на земјотресот во 1963 турбето настрада и беше разурнато, но повторно изградено. Во близина на турбето на Ашик Челеби се пронајдени и други муслимански гробови, но и остатоци од стели и тули од изградбата на некогашното турбе од отоманскиот период.